Високите температури го креваат и степенот на опасност од појава на болести и изгореници кај растенијата. Затоа агрономите препорачуваат редовно наводнување на земјоделските посеви. Во период кога температурите се над 35 степени, Атанас Василев вели дека земјоделците треба да најдат начин за наводнувањето да го вршат и во најтоплите делови од денот, со цел растенијето повеќе да ја задржува свежата вода во коренот. Производителите на вакви високи температури најмногу внимание треба да обрнат на наводнувањето, кое што треба да биде често, со мали норми на наводнување. Што тоа значи? Тоа значи дека тие треба некако стариот принцип да наводнуваат, пример, поручек и да чекаат до другиот поручек да наводнуваат, туку дури треба да најдат модел како да наводнуваат и во најжешките делови од денот, за да може да има секој пат свежа количина на вода, која што вода во исто време ќе го надополнува недостатокот кој што е доста голем од почвата во растението, кој што излегува преку евапотранспирацијата во атмосферата, а од друга страна водата која тече константно има способност да ја прибира вишокот на топлинска енергија и со самото тоа да ги лади растенијата. Во услови на екстремно високи температури растенијата се борат за живот, при што може да дојде до физиолошки промени кај истите. Високите температури влијаат негативно врз сите земјоделски култури, не врз некои, заради тоа што по физиологија на растенија, кога температурите ќе помине 35 степени Целзиусови, а знаеме дека нашето производство е генерално тука во Струмичкиот регион под заштитен простор, односно под најлон, кој што има карактеристики да ја задржува инфрацрвениот спектар од зраците, значи температурите поминуваат и 50, па некој пат и 60. Така да во физиологијата на растенијата, на вакви високи температури, растението едноставно се бори за живот. Сите физиолошки процеси се намалуваат и растенијата повеќе трошат енергија за да опстанат на местото кај што се расадени, отколку да произведуваат храна за да може да очекуваме ние во иднина повисок или било каков принос. Агрономите советуваат да се инвестира во системи за наводнување и употреба на заштитни мрежи, со цел земјоделците да не претрпат големи загуби.